Препораките во главном и да не ги дадеме ние, ни ги дава Европската унија со редовните извештаи и нивниот мониторинг за све што се случува. Така да не би менувал многу од тоа што е последниот извештај на Европската унија. Она што ние можеби треба да го земеме во предвид дополнително во новиот контекст во кој се делува. Се согласувам дека ние уште сме демократска држава, но и се согласивме дека идеме во лош правец и веќе нема дилеми дека сме си одбрале многу лошо друштво. Она што јас веќе подолго време пробувам да повикувам е да луѓето кои Република Северна Македонија ја гледаат на запад и во друштво во цивилизацијскиот демократски свет, без разлика на етничките, верските и политичките погледи и разлики, мора да се обединат не околу дрво, али околу вредностите, околу демократските вредности. Значи, да пробаме да ги тргнеме разликите на страна и мислам дека и партиите, политичките партии кои ги знаеме во одредена сфера во изминатите 30 години, веќе времето ги изжвака и донесе нов контекст и дека убеден сум дека интелектуалците, невладиниот сектор и реформираните политички партии може да направат некакво јадро околу кое ќе можеме да се собираме. Главната поента би била Република Северна Македонија да се врати на возот кој води кон Европската унија и да се обидеме, иако доцниме сериозно, да го фатиме проширувањето кое е известно за Албанија и за Црна Гора. Од друга страна, секако дека ќе имаме противници на оние политики кои сакаат одржување на статус квото. И ми се допадна и ова дека треба да отвориме една посебна дебата за економскиот модел за и државата и за општеството. Ке повторам и од претходното излагање, сметам дека во овој момент крупниот капитал, олигарсите не размислуваат дека сериозно без перспективноста на патот кон Европската унија ќе го наруши во среден рок, ќе ги наруши малите предпријатија и средните предпријатија кои се основата на растот на економскиот раст на државата и кои ако нив ги развиеме е првиот предуслов за да направиме општество во кое има благосостојба, дополнително нели со реформирањето на институциите кои треба да донесат сервиси за граѓаните, посебно имајќи ги во предвид најмаргинализираните во повеќе области. И може би да пробаме да ја наметнеме да наметнеме малце повеќе политичка култура, дека дека сме ние тие првите кои треба да ги почитуваме и уставот и законите, и во оваа форма во кој се денес, па ако сме направиле компромис да се викаме Северна Македонија, а сме го земале бенефитот за членството во НАТО, па да не си играме со менталитетот на Интерпео кога нас нешто ни треба, да го земеме тоа, а потоа да не го почитуваме. Така да во таа прилика имаме уште еден заеднички предизвик, а тоа е да пошто е предвидено и ги имаме најавите, да пробаме сите заедно и да го сочуваме моментот дека Република Северна Македонија е држава на сите нејзини граѓани.